Благодарам. 80 дена на власт, нова влада, за жал преку 80 недоследности и гафови, и токму заради тоа треба да расправаме за разрешување на јавниот обвинител Марко Зврлевски. И само заради јавноста сакам да информирам за какво разногласие зборуваме во функционирањето на власта, на владата и на ресорните министерства во изминатиот период и што се сака да се сокрие или да се покрие со разрешувањето на господинот Марко Зврлевски. Се сеќавате ли пред само 2 недели господинот Тевдовски не убедуваше дека 50 милиони евра капитални инвестиции ги скратил заради тоа што не можеле да се реализираат во ресорните министерства? Круцијална лага. Еве излегуваат работите на Виделина. Во ресорот Министерство за образование, добро е да слушнат граѓаните, излегува јавна набавка на 5.8., значи 5. август, која што е поништена на 11. август, во вредност од 77 милиони и 500 илјади денари за набавка, реконструкција и рехабилитација на основни училишта во Република Македонија. Се работи за 13 основни училишта, почитувани граѓани. Бајрам Шабани Куманово, Браќа Миладиновци Пробиштип, Тошо Арсов Штип, Крсте Петков Мисирко во Ризари, Лазо Ангеловски Скопје, Васил Главинов Скопје, Панајот Гиновски Бутел, Наум Н. Борче Маđари, Кузман Шапкарев Драчевал, Никола Карев Пробиштип, Герасим Дерада Черкезе, Бајрам Шабани Кондово и Парпарими Чегране. Училишта кои што треба да се реконструираат, некаде да се стави нова дограма, некаде нов кров, некаде парно, за да бидат спремни во новата сезона. Но Министерството за финансии ги укина овие средства под изговор дека тие не можеле да се реализираат. Не е точно. Според сите законски процедури, оваа јавна набавка требаше да почне со реализација во септември месец и до крај на година да биде завршена. Еве уште една лага и уште една, би рекол, какафонија помеѓу министерствата и класично недоразбирање каде се крадат и зошто средствата. Уште еден податок. Завршена јавна набавка за изградба на основно училиште во Визбегово, Бутел, во вредност од 65 милиони денари. Завршена набавка. До потпишување на нов договор за изградба на училиште, Министерството за образование ја поништува јавната набавка. На овој начин личи излегуваме во пресред на граѓаните. Особено во пресред на оние на кои што најповеќе им треба помош, а тоа се децата, учениците во Република Македонија. За тоа не сакаме да зборуваме и за тоа ја форсираме оваа тема, за жал, разрешување на јавниот обвинител како главна реформа во Република Македонија. Благодарам.